Бугарија бара спроведување на уставните промени. Атина не го одува поради фактот на последните изјави на премиерот Мицковски, дека го вратиле уставното име. Брисел бара фокусирање на реформите, битката против корупцијата и криминалот, но и спроведување на договорот подпишан меѓу Скопје и Софија. Но и за системските слабости, со кој подолг период се соочуваме како држава. Гостин во ово издание на Тренинг Илина Мангова, политиколог. Добре дојдовте во емисијата. Добре најдов. Во последната ваша колумна пишувате за системски слабости, а во вокабуларот на политичките елити се зборува за системски пропусти, нефункционалност на системот. Се констатираат слабости, а без при тоа ништо конкретно да се презеде. Дали водиме адхок политика? Да, во тој текст јас ја анализирав целокупното водење на политика на некој начин во изминативе, се осврнав на изминатите 10-20 па дури 30 години, во кој што во еден период започна премногу на политиката да се третира проектно, да се запоставуваат системскиот пристап кон институциите, кон водење на држава, кон водење на институции и носење и спроведување на јавни политики. И тој проектен пристап во водење на политиката во подолг период стана многу доминантен, премногу се расшири кај сите политички елити и направи штета и во наративот, но пред се во тоа како се водат институциите. И сега гледаме еден позитивен развој на тоа политичари да идентификуваат и системски слабости и да увидуваат дека нема систем во одредени области и да се осврнуваат на некои работи да ги решаваат системски. Тоа е долг и тежок процес, не бара огромен ангажман, многу ресурси и длабински пристап во водење и на институцијата и решавање на проблемите. Еве таков пристап е, да речем, системот безбеден град. Гледате, веќе од тест период се свати дека треба да се прошири на 2 месеци тест период и има многу работи кои што системски ги адресира. И очекувањето е дека и веќе гледаме резултатите дека ги намалува жртвите во сообраќајот. Како да се воспостави функционален систем во услови кога немаме континуитет некако во водењето на и креирањето на политиките? Напротив, со секоја промена на власта, секоја гарнитура воведува или укинува одлуки и политики на претходната гарнитура. Без разлика дали тие биле добри или лоши. Пред се со јакнење на свеста кај политичките елити. Значи со нивно освестување дека не се што направила претходната влада било лошо. За жал мислам дека има една динамика во политичките елити да стануваат пренегативни кон тоа што го направила претходната влада. Се зборам за назад 20 години. Не ова или она, туку сите политички елити, ако ги гледаме севкупно, чесна исклучоци е кога продолжуваат политики и реформи кои што ги започнал предходникот во нивната институција. И тука е, мислам дека политичарите и сами и кога имаат идеја и визија за нешто поголемо, после стануваат жртви на една пиар трка, кој ќе биде попопуларен, кој ќе биде повидлив. Живееме во општество во кој што континуирано јавноста е изложена на разновидни информации и времето кое што го добива еден политичар во очите на јавноста се смалува се повеќе, а тие во трка да станат и да бидат популарни ги запоставуваат големите процеси, запоставуваат да се посветат можеби подлабински, да се запознаат со она што треба да го прават, како да ја менуваат институцијата, како да ги унапредуваат тие процеси и да донесат вистински системски промени за граѓаните. Мангова, 2000, ќе ве навратам, 2003, доека сте во Институт за демократија. 2013, да. 2013.
пишувате и констатирате дека меѓу политичките елити нема волја за справување со корупцијата. После неколку години препознавате ли некаков напредок во тој дел? Па имаме суштински разлики од 2003 до 2025. Се што прават политичарите, не се што прават, но многу од тоа што се случува во политиката и во државата е сега многу појавно. Значи, одредени процеси станаа потранспарентни, од друга страна медиумите и граѓанските организации се многу повеќе имаат увид и изложуваат, и опозицијата и претходната ова се изложуваат што прават оние кои што имаат власта и моќта да менаџираат јавни и државни ресурси. Така што мислам дека веќе ниедна влада не може да си дозволи да игнорира корупцијата и да ја запоставува, бидејќи и кога се случува тоа, се случува голем губење на значено гласачко тело. Така што сега мислам дека има значително повеќе адресирање на коруптивните дејности отколку што имало 2013. И дека тие процеси бараат и се повеќе нормално мора да се продолжи да се има фокус на тоа, се повеќе да се работи на разобличување на коруптивните дејности од минатото или од сегашната, но и да се прават превентивни мерки за да едноставно да не влезе некој функционер во коруптивни дејствија кои што ќе бараат потоа гонење, истражување и така натаму. Значи, пред се треба да се зголемува превентивната улога во рамките на извршните институции со цел да луѓето да ја вратат довербата во институциите. Илина Мангова, политиколог, гостинка во Трилинг. Мангова, Албанија и Црна Гора забрзано на патот кон Европската Унија. За нив дури има и конкретни датуми за нивно евентуално членство. Во меѓувреме Македонија стагнира. Зошто ова не се случува? Дали бугарското вето или политиката на Софија кон нас е доволна причина за ваквата стагнација или ние Бугарија ја користиме како алиби за неспособноста да ги реализираме обврските зададени од Брисел? Па не можеме да игнорираме реалноста дека земјата доживеа прво вето во 2019 кога беше заедно со Албанија. Значи тогаш Македонија и Албанија се третираа заедно и Македонија практично единствено тогаш уназади поради Албанија, не поради тоа што таа не ги имаше исполнето условите. Потоа ветото го презеде Бугарија и сега имаме значаен противник на продолжувањето во рамките на Европската Унија, на продолжувањето или започнувањето на тие преговори. Се разбира дека не сме да биде тоа изговори, дека ние домашно треба да се работи на реформите, бидејќи тие се за самата земја, за институциите, за граѓаните, за поголема ефективност, но неопходно е паралелно политички, бара голем политички дипломатски ангажман за да се справиме со тој тврд став на Бугарија, кој што прави долгорочна штета на нашата интеграција, но не може да се игнорира дека таа е реалноста која што Македонија ја наидува во евроинтегративните процеси. Мангова, што мислите? Ако пред одреден период зборувавме дека Македонија може да стане, тоа чинам дека беше во владата во времето на владењето на Социјалдемократскиот сојуз, кога зборувавме за конкретен датум 2030 дека Македонија ќе стане членка, дали денеска од денешна перспектива може да зборуваме дека шансите да влеземе во 2030 се реални? Не се реални. Не може, значи прво мораме тоа
да се има согласност нели од страна на Советот на Европската унија, а потоа внатрешните реформи мислам дека е пребрзо. Сите други држави едноставно сепак им требаше повеќе време да ги водат преговорите по кластери со Европската унија, така што мислам дека и на Северна Македонија ќе треба повеќе време за да ги прилагоди, за да се дохармонизира, да ги унапреди институциите, едноставно да одговори на сите критериуми, копенхашки критериуми кои се поставени од страна на Европската унија и да ги зајакне своите институции и она што го испорачува до граѓаните. Дали во ситуација кога речиси сите земји од нашето опкружување итаат на патот кон интеграција во ЕУ, а ние стоиме се уште во место, може да создаде внатрешно незадоволство, па и политички тензии, па до степен на меѓуетнички тензии? Мислам дека ние како држава веќе подолг период ги чувствуваме последиците од застојот во европската интеграција и тоа го гледаме преку големиот степен иселување на граѓаните, незадоволство од квалитетот на животот во земјата, слабоста на испорака од државните институции кон граѓаните генерално и апатичноста кај граѓаните но она што мислам дека е во однос на меѓуетничките односи, историјата ни покажува дека тие се пред се водени од партиските релации и дали ќе бидат меѓуетничките односи стабилни или нестабилни зависи од значително партиско-политичка одлука и тука се разбира препораката би била дека не треба да се злоупотребуваат меѓуетничките односи за подобрување на партиските позиции во јавноста. Значи мораме да се прифати дека меѓуетничките односи треба да бидат нешто што треба да се негува па по цена и на можеби нека политичка кариера или слично, но едноставно да се вложува континуирано во нивна хармонизација и меѓусебна почит помеѓу сите етнички заедници во земјата. Благодарам за разговорот.